120 празни столчиња на плюс 35 степени, наменети за власта кои не ги слушнаа барањата на работниците. Јавниот сектор стапи во генерален штрајк, а Сојузот на синдикати на Македонија како организатор револтот го изрази пред законодавниот дом. Штрајкот се случува откако власта ги изигра заветеното линеарно покачување од 2806 денари, кое требаше да е предвидено во ребалансот на буџетот и ќе продолжи се додека не се исполнат барањата. Сојуз на синдикати на Македонија бара поддршка од народните избраници за поднесениот амандман 2806 денара за сите работници одма и сега, или убаво кажано од 1.7, бидејќи знаеме тие пари не се неопходни со ова се што ни се случува. Двоцифрена инфлација, ценовни шокови, најавена енергетска криза, најавено покачување на струјата од 10%. Утринава дел од вработените во јавната администрација низ државава се соочиле со притисоци за да го прекинат, но по постапувањето на регионалните синдикални представници од ССМ во предпријатијата притисоците прекинале. Од синдикатот децидни велат нема да ги исплашат пораките дека ќе се исплаќа само 60% дневница за време на штрајкот, затоа што и онака се сведени на минимум. Повиците до власта за да се усвои поднесениот амандман беа попусти. Пред собранието излегоа само од пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ, од каде порачаа дека ќе дадат втора шанса на владеачкото мнозинство да се изгласа амандманот за линеарно покачување на платите, кој сега го поднесуваат како нивен. Тие велат одличен е предлогот, позитивно законско решение, ама не е време. Па предлага ајде да разгледаме, ајде да се договориме, избегнува. Така да мислам дека избегнуваат, ќе имаат втора шанса. Да видим. Од власта пак упорно остануваат на нивниот став. Потребно било системско решение и нова методологија за да се реши проблемот со платите. Не ни требаат адхок решенија. Општиот колективен договор и социјалниот диалог за општиот колективен договор треба да продолжи и ќе продолжи. И таму да го најдеме системското решение, а тоа е нова методологија која ќе биде вклучена во општиот колективен договор и која што ќе значи системско решавање на проблемот со платите во јавниот сектор. Штрајкот ќе продолжи и утре, а ССМ револтот на улица ќе го изразат пред владата со тоа што ќе постават 21 столче, по едно за секој министер.